Почитувана, вака. Прво, за првото. Може би ми било лапсус кога сум рекол народен наместо државен правобранител, а денешниот случај ви го објаснуев како слика во јавноста зошто преходниот јавен правобранител дал таква оценка за нашево општество, за нашево судство и обвинителство. Така да нема потреба толку многу да се вознемирувате. Ако сум рекол наместо државно правителство, сум рекол правобранител. Тоа е едниот дел, но компарацијата беше дека се согласувам со вашиот извештај. Тоа е прво. Второ, ако бидете реална и ако ме слушавте и ме гледавте, а не чечкавте во телефонот, ќе знаете дека неколку пати ви го пофалив извештајот. Ќе знаете дека реков ќе се задржам повеќе на темава и ќе прочитам повеќе од извештајот, бидејќи човеков кој што се потпишал на него, а тоа е довчерашниот правобранител, на вистина дава една точна дијагноза од која што не треба ние се трудиме овдека на говорница да вадиме политички поени, туку треба да се потрудиме како оваа дијагноза да ја преточиме во лек и да помогнеме на повеќе целни групи. И при тоа, ако бидете реална и ставите рака на срце, ќе знаете дека 3 пати ви го пофалив и дека ви е транспарентен извештајот, и дека се ви е стаено, и дека набавки ви се стаени, точно пари, од УНХЦР колку сте зеле, колку сте имале буџет. Јас никогаш не зборувам за инат. И се надевам дека во текот на наредниот пат кога ќе дојдете овдека, ќе имаме прилика по-добро да се запознаеме. Во поглед на шефови, повторно изгледа не сте ме разбрале како првото, за мене раководни службеници се шефови, а не раководни се извршители. Еве да се интересна јавност да ќе повторам, не јас, вие сте напишале дека со систематизацијата сте предвиделе 155 работни места. Од тие 155 работни места, пресек декември 2019 сте пополниле 90 работни места. Од тие 90 работни места давате 80 овдека. 80 давате. Од тие 80 луѓе имате раководители 26 и нераководители 54. И ја реков дека на двајца работници имате еден шеф. И не знам што е тука злонамерно кажано. Тој што е раководител, а раководи. Ќе се извинувам, ќе кажам, господјо Васка, сметам дека многу е на 56 нераководители да има 26 раководители. Ако би е полесно така со вашиот термин, еве така ќе ви го кажам, лично сметам дека имате премногу раководни и мислам дека треба да имате повеќе извршители, односно нераководни работни места, и да се видите овдека за буџет, ако може до овие 155 да дојдете. Не знам зошто се фаќате за несуштинската работа од целиот извештај, како не е така, пишува вака: раководни работни места, мажи 12, жени 14, вкупно 26. И не знам кој дел не е така. Така што ве молам, очекував дека повеќе ќе кажете околу состојбите во правосудството, околу детските права, околу социјалната заштита и се она кое што меѓутоа констатира како рак рана на македонското општество. Помалку ќе зборувате за дали се викаат раководители или се викаат шефови, тоа е жаргонски како мислите така го кажува, но се разбираме дека имате 26 раководители на 56 нераководители. Благодарам. Повелете